Значи в глава 1 причини заради koje се предлага актът, точка 3 законска основаност на актът. И тук вика, основ за носење на одлука е Закон за локална самоуправа, член 36, став 1, точка 15. Овој член, овој став и ова точка викаат зоветот врши други работи утврдени со закон. Толку. Друг член, друг законски основ, во случајот статутарен, е член 62. Член 62 од статутот ги дава на куп сите надлежности на градоначалникот. Сите на куп немаат врска со ова, а последната во 14 алинеи, 14 алинеа е градоначалникот врши и други работи утврдени со закон и статут. Нареден законски основ кој што е наведен е член 38 став 1 точка 44. Ова вика советот врши и други работи само толку. И сега тоа не треба правниците да ви го објаснат. Ова е комисија за статут и прописи. Во тоа својство се е ова. И сега проблематично е, затоа што при носење на одлуки ние не сме без ограничувања. Ние мора да се држиме до легитимитетот и до легалитетот. Легалитетот значи не смееме да излегуваме од законската рамка. Затоа и при секоја одлука имаме законски основ. Врши други работи, утврдени со закон, без да се укаже кој е тој закон, не е законски основ. Тоа е многу, како да кажем, екстензивно толкување и е проблематично. Не знам, ние дали воопшто по овој законски основ сме надлежни да носиме ваква одлука. Во законскиот основ стои член 36 став 1 точка 6 од Закон за локална самоуправа. Ова е грешна точка. Точка 6 во законот вика усвоила програма за работа и финансиски планови за финансирање на јавни служби кои ги основала општината. Треба да стои точка 5. Од и точка 5 се однесува на наименување на членови во управни одбори на јавни служби кои ги основа. Там е за основ има грешка. Член 34 од Закон за култура уредува ситуација кога не е избран директор. Тука треба член 35 наместо 34. Член 37 зборува за статут на институција. Претпоставувам станува збор за член 38 кој што наведува дека законот се однесува и на институции од општинско ниво, не на национална установа. Исто така, член 35 од законот став 2 вика дека ако има помалку од 10 вработени, се бира еден член од вработени, еден представник на општина по предлог на градоначалник и 3 истакници и работници од културата. И јас тука како што гледам во претходниот состав се наведени тројца од општината, представници на општината. Дали е тоа по статут не ми е јасно, дали е по закон. Ако е по закон треба да биде еден представник на општина, ако е по статут треба да видиме статутот. Тоа не ми е јасно како овој состав е со тројца представници на општина, кога член 35 став 2 вика нешто друго. Како законски основ е наведен 104а од Закон за заштита на деца. 104а во консолидираниот текст не постои, а на орган за внатрешна контрола се однесува член 131. Тоа ми е забелешката и не е одбор, туку стои орган за надзор.